на македонски, после на албански. Кога ќе бидете готови? Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите. Законот за трговија на зелени пазари беше донесен во јануари 2018 година од страна на група пратеници во Собранието на Северна Македонија. При предлагањето и донесувањето на овој закон, Министерството за економија немаше можност за да го стави во ЕНЕР и во тоа време да се дискутира со сите затегнати страни. Ние како Министерство за економија, врз основа на направените анализи, компаративни советувања и проценки, констатиравме дека досегашното искуство покажува дека одредбите од законот за трговија на зелените пазари не се применуваат, односно анализата на овие одредби покажа дека натамошната примена на овој закон би довела до социјални, економски и фискални последици врз продавачите на зелените пазари, што генерално ќе се одрази на целокупниот систем според кој функционираат зелените пазари од аспект на трговија на истите. Поради што се оцени дека е потребно овој закон да прездарне со важност. Уште од ноември, Министерството за економија достави мислење со кое ја информираше владата дека како орган надлежен за уредување на ова област и носител на регулативата, активно ја следеше состојбата во периодот од донесувањето на овој закон па се до денеска. Пошто, врз основа на направените анализи е оценато дека е потребно престанување со важност на примена на овој закон, а со оглед што истиот не даде позитивни законски решенија во периодот на неговото донесување и применување. И дека ова законско решение предизвика големи незадоволства и негативни реакции од самите чинители, учесници во трговијата на зелените пазари. Значи, ние денеска во седница на владата веќе го усвоивме предлог законот за престанок на важење на законот за зелени пазари, но меѓувремено сме имале консултации со сите затегнати страни, вклучувајќи ги трговците на зелените пазари, коморите на трговци, организаторите на пазари, но истовремено и сите други државни институции, се со цел да изготвиме во наредниот период законско решение која ќе биде вин-вин ситуација за сите затегнати страни, а посебно за продавачите во зелените пазари во Северна Македонија. Значи, ние по скратена постапка веќе законот е пратен во Собранието на Северна Македонија и очекуваме набрзо тоа да се усвои, имајќи во предвид дека законското решение беше одложено до 1 јануари 2020 година. Тажот милиони ќе та дретуваме да на Ѓуан Шипе. Të nderuar përfaqësues të medjave, pra siç të gjithë jemi të informuar sa i përket të ligjit me tregti në tregjet e gjelbërta, pra një ligj i cili ishte miratuar që nga janari i vitit të 2018 nga ana e një grupi të parlamentit, në atë kohë Ministria e Ekonomisë nuk kishte mundësi që të ndjekë të gjitha procedurat të cilat pothuajse i ndjek gjatë miratimit të ligjeve të ndryshme, pra vendosja në sistemi nacional elektronik nga 20 ditë minimum, po njëkohësisht edhe organizimi i debateve politike me të gjithë grupet e interesit, ne morëm vendim asaj kohe që pikërisht këtë zgjedhje ligjore ta shtym për të filluar që të implementohet nga 1 janari vitit 2020, për njëkohësisht kemi punuar që të analizojmë efektet e mundshme të kësaj zgjidhje ligjore, për njëkohësisht edhe akteve në ligjore të cilët dalin nga ky ligj shumë i rëndësishëm për
Maqedonin e Veriut, por më i nësishëm edhe për të gjithë ato të cilët kanë të bëjnë drejt për drejt me tregjet e gjelbërta në Maqedonin e Veriut. Ne kemi vendosur si Ministri e Ekonomisë, duke u bazuar në analizat dhe në efektet e mundshme të cilat mund dalin nga kjo zgjidhje ligjore, që t'i propozojmë kuvendit që të ndërpritet kjo zgjidhje ligjore, por njëkohësisht kemi edhe draft final, të cilin duhet ta harmonizojmë përfundimisht me të gjithë grupet e interesit, duke përfshirë këtu odat e tregtarëve, organizatorët e tregjeve, tregtarët në tregjet e gjelbërta, por njëkohësisht edhe me institucionet shtetërore të cilët duhet që ta implementojnë këtë ligj. Andaj, dua të njoftoj të gjithë tregtarët në tregjet e gjelbërta, të gjithë grupet e interesit, se qeveria e Maqedonisë së Veriut, më vetëm se e ka miratuar pra ligjin për ndërprerjen e kësaj zgjedhje ligjore dhe vitin e ardhshëm apo në fillim të vitit të ardhshëm do të dalim me zgjidhje konkrete e cila do të jetë e harmonizuar me të gjithë grupet të cilat më vetëm i përmenda. Ju faleminderit. Po velete, ako ima prashanje. Urdhnoni. Министер, бидејќи рековте дека има анализа направено и има штетни влијанија постоечкиот закон, односно тој што не стапи на сила. Која правила анализата и за кого ќе има штетни влијанија? За пазарџиите, за организаторите на пазарите или за државата? Значи, за сите ќе има штетни влијанија, имајќи во предвид анализата. Анализата е направена од страна на Министерството за економија, но секако дека тоа е направено во согласност со сите затегнати страни. Ние веќе сме одржале неколку состаноци, имајќи во предвид дека вглавном забелешките беше за висината што требаше да се плати согласно лиценците, но истовремено и централизираниот пристап што го даваше овај законско решение, каде што имаше наведено само една комора дека може да ги издава тие лиценци. Ние, значи, сме се договарале со сите комори дека во следното законско решение, која веќе се подготвува од страна на Министерството за економија, ќе бидат вклучени сите комори, за да можат и тие директно да вршат контрола врз продажбата и функционирањето на зелените пазари во Северна Македонија. Но не се само тие измените се и други, имајќи го предвид дека и директно трговците во зелените пазари бараат некои измени кои треба секако дека да ги анализираме дополнително. Уште две прашања само имам. Дали пензионерите ќе бидат оставени да можат да работат на зелените пазари и пазарџиите пред неколку дена се пожалија на монополскиот однос на Скопски пазар. Велат добиле некои нови цени кои што се ставени само на готов, не можат да прават корекција, нема никој да им каже да се намали. Нема институција која што може да им наложи да не зголемуваат или да намалуваат цени. Значи, што се однесува до пензионерите, ја веќе сум давал неколку изјави и претhodно, значи, за нас не е проблем да се изваде од законското решение. Иако ова законско решение веќе нема да постои. И за Министерството за економија тоа е прифатливо. Што се однесува до пензионерите, тоа се уредува со други законски решенија на начинот на кој можат тие да работат или дополнително од тоа што е предвидено и во кои дејности може да работат. Тоа не е во надлежност на Министерството за економија. И во наредното законско решение секако дека тоа нема да биде предвидено. Но што се однесува до пензионерите, да бидеме јасни, тоа се уредува со други законски решенија. За нивниот работен однос, времето колку може да работат, дополнително колку може да работат. Во законското решение која беше предложено од страна на група пратеници, само беше превземена одредбата од друг закон и ставено во законот за трговија со зелените пазари. Тоа веќе нема да постои, што значи дека пензионерите треба да лобираат или да интервенираат во други институции кои се надлежни за тие прашања.
Кој го регулира нивното работење? Значи, што се однесува до организаторите на пазарите, тоа беше утврдено со претhodното законско решение. Ние тоа ќе го имаме во предвид и со идното законско решение, но како што кажав и претhodно, ние веќе сме во консултации за да ги утврдиме и цените и све што произлегува од барањата на трговците во зелените пазари. Моментално тоа не се утврдува, пошто тие, како што знаете, се приватна компанија. Кога би било само ново законско решение? Тоа би било донесено негде почетокот на 2020 година. Ако ги утврдиме сите отворени прашања со затегнатите страни. Од нашиот закон секако дека ќе биде тргнато, но ја мора да бидам искрен пред јавноста, посебно спрема пензионерите, тоа е утврдено со други законски решенија. Немало издадено лиценци, имајќи во предвид дека законот беше одложен. Требаше да почне од 1 јануари 2020 година, но како што знаете беше одложено една година и сега веќе нема да обстои ово законско решение. Фала.